Министерска конференција за демографска отпорност како на глобално, така и на локално ниво. Власта дома со порака до своите граѓани преку посебен фокус кон младите да не го измачуваат домашниот систем, допринесувајќи во други држави, а дома да се бараат квалитетни услуги и најдобри политики. Беше потенциран и евроазискиот простор, кој е брзо растечки и дека ја користи брзо растечката популација од Европа. Не можеме да бараме време на работа некаде во некои туристички земји, да контрибуираме во таа локална економија неколку месеци во годината и да плаќаме таму даноци, а да бараме од нашиот здравствен систем овдека бесплатно здравствено осигурување. Централна Азија има предизвик како да ја искористи брзо растечката млада популација, која во следните 25 години ќе се зголеми за над 20 милиони работни способни луѓе. Представниците на меѓународните организации посочија дека светот се соочува со брзо растечка миграција, особено на млади луѓе во потрага по подобар стандард. Треба да се затвори јазот меѓу животната реалност на луѓето и аспирациите преку политики и инвестиции кои што се засноваат на докази, се инклузивни и се втемелени на човековите права. И не треба никого да подсетувам тука дека нападите на Украина продолжуваат со несмалено темпо од страна на Русија веќе 5-та година. И тензиите со нашиот најблизок сојузник Европа веќе не може да игнорира. Знаеме дека во последнава деценија Северна Македонија изгуби голем процент од своето население. Значи, секоја година губиме по еден цел град. Мислам дека во говорот премиерот беше многу јасен околу тоа, подобро е младите да останат овде, меѓутоа тоа е друг предизвик. Од друга страна, дека секој млад човек својата екзистенција ја бара надвор од границите на државата, говори анкетата на Европскиот центар за извонредност, каде фокусот е ставен на Европската унија. Од анализата за 2025 година произлегува и дека приближно 60% од испитаниците оцениле дека членството на земјата во Европската унија нема да ја намали емиграцијата на млади луѓе.